Естетиката во народната носија. Разгранетата структура на естетската функција ја прават неколку елементи. Ткаенини од волна, лен, коноп, памук и свила. Изработени од мазна, глатка до рустична структура. Едноставен крој, условен од широчината на платното, но и приспособен на анатомијата и конструкцијата на човековото тело. Богата везбена декорација со разновидни орнаментални форми и специфични везачки техники. Декоративни елементи како гајтани, плетени бордури, сорки, рески и слично. Металниот или монистрен накид. И секако колоритот. Стремежот за истакнување на телесниот изглед резултирал во богатство на естетски форми. Естетската функција се развила до степен на потиснување на основната функција на носијата – практичноста. Тоа значи дека се трпели неугодностите, а доказ за тоа се масовните невестински носии. Ѓорѓе Здравев од своите теренски истражувања има забележано една информаторка. На наше време сите носеа везено, а и нас не тераше меракот да везиме. Друга пак рекла: со вез бевме многу поубави. Која да се облечеше во везено, ама ѓубре била, ама Ѓурѓа Цветановска била, мислејќи на некоја грда и лоша жена. Кој ќе се облечеше, пламен гореше. Естетските вредности доаѓаат до израз преку празничната носија, која се носи за големите празници и собори. Тогаш, општеството преку својата призма за убавина давало оценки за индивидуите. Ако некоја девојка или момче биле убави, стокмени и со богато орнаментирана носија, за нив се велело дека се како пушка, како фидан и слично. А за оние кои не им се допаѓале на општеството, велеле дека се како шилок или навилок.